направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Татко наш, ти благодарам за се, за твојата љубов, за твојата милост, за твоето трпение. Ти благодарам што си долго трпелив, многу милостив, што не возлюби, што го даде твојот син Исус за секого од нас, да го спознае патот на љубовта. Зборува и денеска низ мене, нека секое слово ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Отвори ми го срцето и словото, твоето живо слово, како двостар меч, да ги раскине сите пранги што сатаната ги фрлил и доктрини врз луѓето кои се отворени за твојата љубов. Денеска зборуваме Марко 9 глава. И им рече: за твоја слава, татко мој, има некој меѓу овие што стојат овде, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Царството Божјо. Во Светото Писмо е пишано: барајте го најнапред Царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. Знаете, ние зборуваме за принцип на живење, на надевање, на разбирање и сваќање дека ние не сме од овде. Дека Исус вели: јас не сум од овој свет. Знаете, ретко кој човек денеска, христијанин, може да го каже тоа со полно срце. Апостол Павле вели: сакам да си умрам и да си заминам кај Исуса. Луѓето се денес врзани за светот. Посебно христијаните, тие се врзани за својот имот, за своето семејство, за својата земја, за својот идентитет. Знаете, ние зборуваме дека овде сме привремено, дека овој живот брзо ќе заврши. Ние зборуваме во духот Исусов, духот на неговиот Отец кој зборува низ мене, за тоа дека ние сме привремено на земјата и тоа секој може да го разбере. На крајот сите ќе завршиме како што се погребуваат библиски во една крпа, нели? Или како што се погребуваат во православието во ковчег. Знаете, а по 6 дни Исус го зеде со себе Петар, Јаков и Јован. Значи, има некои меѓу оние што стојат овде, што слушаат овде, што нема да вкусат смрт, додека не го видат Царството Божјо дојдено во сила. Значи, Евангелието, вие на едно место им вели: не го знаете Евангелието, ниту неговата сила.
Кога ние телесно го толкуваме Евангелието, тоа нема сила. Сила може да има само кога Духот на нашиот Отец пребива во нашето срце, во моето срце, во вашето срце. Кога вие сте му го предале животот комплетно на Исус на владење, кога немате свое мислење, туку ја барате волјата на Отецот што ве пратил, кога не зборувате вие од себе, кога Отецот зборува по 6 дни, Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и ги одведе сами на висока гора, како што сум јас овде во Маврово, насамо и се преобрази пред нив. Минатата недела беше преображение по македонскиот православен календар. Бе во црквата во Ербеле, таму живеат 2 куки луѓе. Но тие се собираат на тој ден, ги посетуваат гробиштата, пеат, јадат, играат торо. Ми беше дадено во духот да одржам една беседа, да зборувам што значи тоа преобразување. Што значи тоа да се преобразиме? Ние сите еден ден би требало да се преобразиме. А лиштата му станаа бели, значи Исус се преобразува пред Петар, Јаков и Јован во високата гора. А лиштата му станаа сјајни, многу бели како снег. Тој сега го покажува своето духовно тело, какво што белило на земјата не може да се избели. Тие направиле црква и одат во таа црква, а не го познаваат Исус со името преображение. Во таа црква доаѓаат и муслимани, доаѓаат и незнабожци и се исцелуваат, тие што имаат чисто срце, тие што ќе застанат пред Исус, тие што ќе клекнат пред Исус, тие што ќе му ги измијат нозете со солзи, тие што ќе се допрат до Исус, тие што ќе побараат помош од срце. И им се јави Илија и Мојсей и разговараа со Исус, значи пред тројца апостоли се Петар, Јаков и Јован, им се појавува во сета своја слава. Тие претходно само гледаат чуда, состојби исцелувања и се сомневаа. Тогаш проговори Петар и му рече на Исус: Рави, што значи учителе, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 колиби. Тие мислат да направат цркви и колиби. Една за тебе, една за Мојсей, една за Илија. Токму тоа што го прават и денеска христијаните во православието и католицизмот на светците градат куки. Зашто не знаеше што да каже, бидејќи беа многу уплашени. На попримитивно ниво да се подсетуваат на Бог, наместо да имаат личен однос со Бог, тие му се поклонуваат на светецот кој му служал на Бог. Зашто не знаеше што да каже, бидејќи беа многу уплашени, и се појави облак, па ги засени, и од облакот дојде глас кој велеше: Овој е мојот возљубен син, него слушајте го. Него слушајте го. Не да слушате доктрини, луѓе, политичари, водачи. Треба да го слушате духот на вашиот Отец во вашето срце, но претходно треба да застанете пред Исус. Он ќе ве научи на се. Немате потреба некој да ве учи, друг да ви кажува што да правите и како да правите до одреден момент додека дојдете пред Исус, а потоа би требало Исус да ве учи и да ве води. И одеднаш кога погледнаа наоколу, повторно, понатаму, никого веќе не видоа покрај себе Петар, Јаков и Јован, освен Исуса. Освен Исуса. Тоа ви е приказ дека не треба повеќе да ги гледате нели Илија, Мојсей, туку Исуса треба да го гледате, да го видите Исуса, да поверувате во Него. Не да правите колиби на други. И кога слегуваа од гората, како што сум јас овде во Елкината гора, им заповеда никому да не кажуваат што видели. Кога на човекот ќе му кажеш да не кажува никому, додека Синот човечки не воскресне од мртвите, тие веднаш разгласуваат. Додека Синот човечки не воскресне од мртвите, и го задржаа тој збор во себе. Значи зборуваме за принцип на учење, прашувајќи се еден со друг. Тие кои одат со Исус, значи Петар, Јаков и Јован, не го разбираат што зборува. А денеска постојат деноминации кои мислат дека го знаат Исус, го знаат Светото Писмо, држат библиски школи. Знаете, тие не го разбираат што значи тоа да воскресне од мртвите. Битен момент
ќе прашате некој кога ќе почине да воскресне. Што значи тоа да воскресне? Кресна, воскресна. Да се преоблече во светлина. Кресна, запали, кресна огнот, да порасне во духовното тело. И го прашаа велејќи, а зошто книжниците велат? Книжниците, тие што го читаат Светото писмо, го распна Исуса, дека најнапред треба да дојде Илија. На едно место се вели он е Илија што треба да дојде за Јован. А тој пак одговори и рече Илија ќе дојде порано и ќе суреди се. Исус го зборува тоа, ќе дојде порано и ќе суреди се, а Синот човечки, така е наречен Исус, инако е он Син Божји, значи преминува од Син човечки до Син Божји и обратно. Во воскреснувањето, повторно враќање во светлината и во љубовта. А Синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде понизен. Кој е тој Син човечки? Па и ти си еден од тие. Додека не се преобразиш комплетно во Син Божји, додека Исус не се насели комплетно во твоето срце со Отецот во Духот, не те исполнат комплетно, да се прочистиш, повикан си на осветување. Ти си Син човечки, треба да пострада многу и да биде понизен, но не повеќе отколку што можеш да поднесеш. Но ви велам дека Илија дојде како што е напишано за него и му направија што сакаат синовите човечки и синови Божји, две категории. Сите оние што се без Исус се синови човечки, тие не се разликуваат многу од животните. И кога дојде кај учениците своји, виде многу народ околу нив и книжници, кои се препираа со нив. И штом го виде сиот народ, се зачуди, притрчувајќи го поздравуваа, ги праша книжниците зошто се препирате со нив. Книжници, писмознанци, фарисеи, садукеи кои го распна Исуса, тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го воведов кај тебе син ми во кого има нем дух. И секогаш каде и да го фати, го кутнува, и тој се запенува и крцка со зъбите и се здрвува. Имаме такви случаи. Им ги напаѓа велицата, им ја здрвува да не можат да изговараат Исус. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус одговори Марку 9:19 и рече: О, роде безверен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го кај мене. Понекогаш во извесен период кога ќе преминете во Исус, ќе ви биде тешко со безверници да се расправате, со луѓе што се телесни, што луѓе што не веруваат, што луѓе што мислат дека веруваат и го знаат Бог, а не извршуваат. Садукеи, фарисеи немаат љубов. И кога го доведоа кај него, штом го виде духот, веднаш се стресе и тој падна на земји и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му, колку време е откако станува тоа со него? Тој одговори: од детството. И многу пати духот го фрлал во оган, во вода за да го погуби, но ако можеш, но ако сакаш. Принципот на молење на Исус: смилувај се над нас и помогни ни. Ако сакаш Исусе. Исус му рече: ако можеш да поверуваш, ако можеш да поверуваш, се е можно за оној кој верува. Значи првен имаш некој проблем и првен одиш кај луѓе. Првен отиди кај Исус и прашај го: Исусе, ако сакаш, ти можеш да ме исцелиш, помогни ми, кажи ми зошто се случува ова. И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече: верувам, Господи. Со солзи: верувам, Господи, помогни му на моето неверие. Помогни му на моето неверие. Комплетно се предаваш дека не можеш сам, бараш помош од него. Исус, штом виде дека се собра народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече: излези од него и не влегувај повеќе во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. И кога извика силно, го стресе и излезе, момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак откако го фати за рака, го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: зошто ние не можеме да го истераме? Не можевме. И им рече: овој род се истерува само со молитва и пост.
со пост и молитва. Што значи тоа пост и молитва? Пост и молитва. Молитва, надевање на Исус. Надевање на Таткото небесен, без него не можеш да направиш ништо. Кога сечам дрва, се молам. Кога возам за да не заспиам, се молам. Се враќав минатата недела од Дербеле. Цел ден бев на нозе, сонце ме печеше. Жеден, уморен. Веќе заспивав и му реков испрати ангел да вози, татко мој. И во еден момент спиев, не се сеќавам како сум поминал дел од патот. И тогаш му викам, испрати некој да ме разбуди. И срна се појави на патот. Срна, не сум видел поубава срна. Знаете, одеднаш реков, сонувам или сум буден. И потоа се расонив, дојдов дома, во Мавро, возев од Дербеле, после преображение. Знаете, значи, со молитва и пост. Што значи пост? Па пост кон осудување, пост кон непростување, пост значи еднаш неделно, може би повеќе, да не јадеш, да му го посветиш денот на Исус. Пост значи да постиш од она што си ти, а да бидеш во благослов во Исус, да умре стариот човек. Кој е тој род? Па тој е родот што е во тебе внатре. Во тебе внатре. И кога излегоа оттаму, минуваа преку Галилеја во секого од нас. И тој не сакаше некој да го разбере, зашто ги учеше учениците своји, им велеше дека синот човечки ќе биде предаден во човечки раце. Тоа се однесува за секој од нас, и ќе го убијат, и на третиот ден, кој не го љуби братот свој човекоубиец, на третиот ден ќе воскресне, но тие не ги разбира овие зборови. Апостолите не ги разбираат зборовите на Исусот. Денес тврдат луѓе кои не се воопшто дошле до Исус, не биле до Исус, дека го разбираат Светото Писмо. Без дух, телесниот човек не го разбира духовното писмо. Но тие не го разбра овие зборови, се плашеа да го прашаат. И дојде во Капернаум, и кога што беше дома, ги праша, што се расправате меѓу себе патем, апостолите. А тие молчеа, зашто патем се расправаа меѓу себе кој е најголем. Кој е најголем се расправаа. Тој седна и ги повика 12 мината, па им рече: кој сака да биде прв? Кој сака да биде прв? Нека биде последен од сите и слуга на сите. Ете, тоа беше Исус. Беше слуга на сите. Беше последен. И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го прегрне и рече. Значи го објаснува Отецот и Синот. Суштинскиот однос дека ние сме деца сите овде на земјата и дека горе имаме Татко на небесата. Кој прима едно од ваквите деца во мое име, Исус, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку го прима оној кој ме пратил. Зошто сме ние овде паднати на земјата, некои се пратени. И треба да се вратиме, да станеме, да си одиме од овде. Како се станува во љубов? Во љубов кон се. Усовршување во љубовта. Тогаш Јован му одговори, рече: учителе, учителе, видовме еден кој не врви по нас, а во Твое име демони изгонува, а не врви по нас и му забранивме зашто не оди по нас. Исус рече: не бранете му, зашто никој што прави чудо во мое име не ќе може наскоро да говори зло за мене. Не ќе може наскоро, зашто кој не е против вас, тој е со вас. И кој ве напои со чаша вода во мое име, вели Исус, рахма си хиндила, и затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. А кој ќе се соблазни, кој ќе соблазни едно од овие малите, што веруваат во мене, мали деца се оние кои го примиле Исус и грешат, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да се фрли во море, како што нас Исус не чека долго трпеливо Отецот Небесен, да дојдеме до него да се покаеме, така и ние треба да имаме трпение за тие што се помали од нас. Ако те соблазнува раката твоја, пазете сега што зборува тој, одсечи ја.
Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку со две раце да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што ќе треба да гориш додека не се прочистиш, каде што нивниот црв, значи душата преобразена во црв не умира, бидејќи не може да умре, и огнот не изгаснува. Самиот дух, животот во нас е од Отецот, тој не умира. Ако те соблазнува ногата твоја од сечија, подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пеколот, во неизгасливиот оган. Нешто нам ни недостасува, знаете нешто. Ни недостасува, ние овкаме, кукаме, каде што нивниот црв не умира, на тој што не го примил Исус, ниту огнот не изгаснува. Иако окото твое те соблазнува, извади го, подобро е за тебе со едно око да влезеш во Царството Божјо. Често не недостасува нешто, а ние овкаме, наместо да го примиме со полна радост на Христовото смирнение, отколку да имаш две очи да бидеш фрлен во огнениот пекол, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува. Зашто секој со оган ќе се прочисти, ќе се посоли, и секоја жртва со сол ќе се осоли. Солта е добра, но ако солта облутави, со што ќе ја осолите? Имајте сол во себе. И мир имајте меѓу себе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Често ги слушате овие слова, ако ви даваат мир и љубов и смирнение, отворете го срцето. Тие ќе ви зборуваат. Не е важно што зборувам и која евангелија доаѓа. Битно е духот на Отецот да зборува низ мене. Не да зборувам од свое име. Да го барам тоа што е Божјо, да го ширам светото евангелие, да му служам на семокиниот Бог, да ја завршам трката. Храбро да се борам како апостолот Павле. Те сакам, Господи Исусе Христе. Битен момент е зошто сме ние во овој свет. Дојдени сме да дојдеме во свесна состојба како луѓе, синови човечки, да го избереме Исуса Христа, да го поминаме тесниот пат што води кон животот, да действуваме и да победуваме со љубов, кој простува тој победува, и да се вратиме во Божјото царство на небесото. За да што нивниот црв не умира, а огнот не изгаснува. Ако не го изберете Исус, ќе одите на такво место. Додека не се прочистите, додека повторно не добиете можност во свесна состојба да го изберете Исуса, ќе помине многу време и ќе разберете дека силата е Негова. Вие немате сила, по извесен период ќе остарете, ќе клапнете. И славата е Негова, вие немате слава. И царството е Негово. Не зборуваме за земно царство, ние зборуваме за Царството Божјо. Да го бараме Царството Божјо и се да ни се придаде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зошто локалните цркви не го зборуваат ова? Тие се занимаваат со наплаќање на обреди, затоа што се претворени во трговски друштва, разбойничка пештера. Пишано е, мојот дом го направивте од дом за молитва по дом за разбойничка пештера. Ако црквите, престолот на кој седат, Мојсеевиот престол, седат садукеите и фарисеите беа добри, човештвото ќе се спасеше, ќе имаше христијани, ќе имаше љубов, љубовта изладува, последни времења се распаѓа целиот систем и синовите човечки повеќе излегуваат нивната зверовска природа, нивната сатанска природа, нивната животинска природа, а синовите Божји ќе треба малку да пострадаат по краткото страдање, да го изберат Исус, да го напуштат тоа, да ја напуштат оваа долина на сенка смртта, ако действуваат и победуваат со љубов и да се вратат во Божјото царство на небесото. Брате и пријателе, таму некаде седиш, имаш проблеми, те боли нешто, не ти е добро, немаш мир, повикај кон Исуса Христа. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин.
možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor odustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugio. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor odustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe